Македонско-шведското друштво на пријателство во соработка со амбасадата на Шведска и амбасадорот Мац Стафансон ја организира оваа дебата со цел да ги предизвика интересите на граѓаните на Македонија за вредностите и предностите од членството, од идното и можно членство во ЕУ на Република Македонија. Ова е всушност идеја која коинцидира и со крупниот настан што на Македонија ќе се случи на 30 септември, затоа што всушност предизвикува интереси од аспектот дека Македонија можеби по втор пат во својата државотворна историја се соочува со еден ваков предизвик, што значи одлучување за членство или за влегување во поголеми крупни сојузи, што фактички создаваат големи предности за секоја држава, но создаваат и известни обврски или пренесување на права на соодветните држави што членуваат во тие сојузи. Македонија од конкретно Втората светска војна го прави таквиот прв чекор, на заседанието на АСЛОМ одлучува да стапи во тогашната федеративна фактички заедница на 6 рамноправни републики, во кои Македонија е рамноправен член, а ова сега е можеби уште поголем предизвик да се проверили, да се тестира интересот на граѓаните, дали се расположени да стапат во членство на една голема заедница, на еден голем и досега не создаден сојуз во историјата на светските односи, сојуз на слободните, демократски и најразвиени европски држави, се разбира и на светските држави кога се работи за аспектот на НАТО, што значи на 30 септември не очекува една навистина, како што често се повторува, историска одлука за граѓаните на Македонија, на која јас лично се надевам дека тие ќе го погодат вистинскиот интерес и ќе одлучат во интерес на сопствената иднина и на генерациите што доаѓаат. Оваа дебата што денес организираме фактички е една само од можностите да се проверат сите тие вредности од членството во Европската Унија и затоа го замоливме фактички амбасадорот на Кралството Шведска од аспект на шведските искуства да ги пренесе тие искуства пред членовите на нашето друштво и пред поширокиот состав што е повикан на денешната дебата со цел луѓето да имаат што повеќе информации, соодветно и најквалитетно решение да донесат на денот на излегувањето на референдумот. Какви се очекувањата на Македонско-шведското друштво за влизот на Македонија во ЕУ? Што ќе смени? И моето лично искуство можам да ви кажам како прв амбасадор на Република Македонија во Шведска во почетокот на 90-тите години, кога Шведска фактички заедно со Финска стана членка на Европската Унија, се толку видливо позитивни што јас не можам да ги сокријам, затоа што лично сведочев или бев сведок на промените што се случуваат и во сите земји кога стапуваат во овој сојуз на европските држави, а ова можам да го потврдам и со моето амбасадорско искуство и во Романија во почетокот на 2000 на ова столетие фактички, кога Романија во 2005 година стана членка на Европската Унија заедно со Бугарија и со некои други земји и се разбира од тој момент за време на мојот престој тамо можев да посведочам какви се позитивни промени се случуваат од животот на социјално ниво, да кажем, па до економијата или до некои други вредности и предности, подигање на стандарди и критериуми што се многу битни фактички за граѓаните што живеат во тие држави што членуваат во сојузот на европските држави.